Екологијата денеска ќе не биде во сферата на интерес. Ќе зборуваме за еколошките иницијативи, за начините преку кои одредени организации, пред се мислам на невладини организации и здруженија, работат на подигнување на свеста за зачувување на здравата животна средина и тоа кај младата популација. Здруженијето Go Green или Биди Зелен е една од невладините организации кои активно повеќе од една деценија чинам делуваат на планот на едукација за климатските промени. Христијан Пусовски, наш соработник, средношколец, е дел од тимот на млади амбасадори на Go Green. Добар ден за Христијан Пусовски. Добар ден, како сте? Чинам дека добро се слушаме, ти си на линија на Skype. Кажи, Христијан, што е тоа млад амбасадор за климатски промени? Ти си известно време вклучен во оние иницијативи кои што ги презема Go Green. Што значи тоа млад амбасадор за климатски промени? Така, во Go Green чинам сум некаде од јуни 2019 година, така да веќе поголем период сум таму како еден член, а еден млад амбасадор за климатски промени би кажал дека најпрво представува да се биде дел од истоимениот проект Млади амбасадори за климатски промени, кој, како што вие напоменавте, е организиран од страна на Здруженијето Go Green или Биди Зелен, а е во поддршка на британската амбасада во Скопје. Да се биде едуцирано лице на тема климатски промени и климатска дипломатија, а воедно и да се биде една амбициозна индивидуа со амбициозни цели за придонес кон животната средина. Која е целта на овој проект, бидејќи навистина интересно, млади лица кои што ќе бидат на некој начин лобисти за климатските промени и ќе делуваат. Што е целта на овој проект и што на крајот ќе биде како резултат од проектот каде што вие се едуцирате во рамки на работата на Здруженијето Go Green? Точно. Проектот најпрво би кажал дека беше е сопоставена временска рамка за реализација од октомври 2020 година па се до овој март, односно ова 2021 година, и тој е поделен на неколку подрачја кои самите по себе на некој начин укажуваат која е целта на проектот како една целина. Во декември месец 2020 најпрво за нас младите амбасадори се одржа 3-дневна обука на тема климатска дипломатија. Во тек во моментов е една промотивна кампања за предстоечката симулација на конференција за климатски промени при Обединетите нации и третиот дел е самото одржување на таа симулација на 20 февруари. Во оваа прилика јас ги поканувам младите и пошироката јавност кои што се заинтересирани за самата тема да присуствуваат на 20 февруари на лайв стримот кој ќе се одвива на Facebook страната од Go Green. Што ќе се случува на таа симулација? Рековме, станува збор за симулација на конференција од меѓународни размери. Што вие младите, на каков начин ќе се одржи таа симулација? Така, симулацијата за соглед на тоа што имаме оваа пандемија од COVID-19 е планирана да се одржи преку платформата Zoom, на која што ќе присуствуваме ние 20 млади амбасадори кои што сме дел од овој проект, а воедно ќе имаме гостување од министерот за животна средина и исто така ќе имаме посета од британската амбасадорка. Целта на оваа симулација е точно да го фатиме она што ќе се случува допрва во ноември 2020 година на она вистинска конференција за климатски промени при Обединетите нации, што ќе биде во Глазгов, Обединетото кралство, и да доловиме како дипломатијата таму, климатската дипломатија ги пренесува пораките, алармира на моменталните случувања со климатските промени и што е тоа што таму се разговара и како младите некој ден би можеле да бидат дел од таа климатска дипломатија. Христијан, кажи ми, имаат ли младите пораки кои што треба да ги слушнат возрастните и да постапуваат по нивните барања? Колку младите се запознати со климатските промени и на каков начин тоа во светот се прави? Што е она што еве лично ти како порака би сакал да ја пренесеш? Мислам дека младите уште оние што се помеѓу нас најмалите, уште од најрана возраст училишна возраст почнуваат да согледуваат што се случува со животната средина, односно им се наметнуваат. Не им се наметнуваат, туку повеќе им се кажуваат како
пораки што треба да прават и како да постапуваат кон животната средина. Она класично да се штеди водата, каде да се фрла отпадот и слично. Како што растиме, бидејќи ние сепак сме се уште мали и млади, така се повеќе согледуваме како човештвото постапува со нашата планета Земја и кои се проблеми настануваат од тие различни постапки, свесни, намерни или ненамерни. И тука веќе почнуваме да ги составуваме тие пораки кои што сакаме да ги пренесеме. Знаете, на луѓето им е потребна планетата Земја, но не и обратното. На планетата Земја не и се потребни луѓето ако тоа малку подобро го согледаме. Главната порака која што младите секогаш сакаат да ја пренесат е побудување на свеста кај човекот. Човештвото да стане посвесно, кога е прашање ова незаменливо богатство кое го поседуваме, односно ова наша планета. Бидејќи утре генерациите кои нам ни следат нема да имаат што да преземат, бидејќи ќе биде направена една нереверзибилна штета. Според тебе лично, што сметаш дека е алармантно во земјава, зборуваме сега во локални, слегуваме од глобални на локални рамки, што вреди да се напомене на една меѓународна конференција кога станува збор за климатските промени и уште повеќе еве да се сведиме и на локални рамки наши овде прилепски или пелагониски. Што е тебе она лично што ти смета во таа сфера што треба да се делува за климатските промени? Така, ќе почнам со оној првиот дел како едно национално загрижувачко ниво. Она што навистина заслужува внимание според мене е токму наведено во така наречениот документ национален утврден придонес кон Парискиот договор. И во тој документ точно е наведено на кои работи нашата земја алармира и на што укажува важност. Конкретно, намалување на емисиите на стакленички гасови, меѓу кои спаѓаат јавероден диоксид, метан, азотен оксид и така натаму. Конкретно, заклучно 2030 година целта на нашата земја е да се изврши намалување на овие стакленички гасови за 51% во однос на емисиите кои што биле споредбено со 1990 година. Првичната верзија на овој документ, што беше направена во 2015 година, одредуваше само некои 20 политики и мерки за како да се придонесе кон спроведување на овие цели, а со ревизијата која настана во 2020 година, веќе беа направени над 60 политики и мерки, со што беа опфатени многу повеќе сектори од тоа што беше во 2015 година. Исто така би кажал дека тука во овој документ е важноста на уделот кои треба да го добијаат обновливите извори на енергија во различните сектори, меѓу кои потрошувачката на енергија, производството на електрична енергија, грејење, ладење, транспорт и така натаму. Што се однесува на полокално ниво, конкретно за нашиот Прилепски регион, реално мислам дека загадувањето и фрлањето на отпадот на неправилни места е тоа што барем ние со наши очи можеме да го согледаме најчесто и за тоа да се алармира. Пред крајот на овој разговор јас морам да запрашам зошто треба да се лобира кога се во прашање еколошките теми или еколошките прашања, зошто е потребна дипломатија, затоа што во случајов дипломатијата опфаќа и вклучување на повеќе страни. Сметаш ли ти дека само со дипломатија може да се надминат тие големи прашања поврзани со екологијата? Видете, да се лобира и да се дискутира едно еколошко прашање, мислам дека е најклучниот фактор колкава ќе биде успешноста да се најде решение, успешноста на самото решение кое што ќе се најде за да се разреши тоа прашање. Колку повеќе страни се вклучуваат, толку подобро добиваме една почиста слика за што представува климатската дипломатија во овој случај. Секојдневно, ширум светот, а и на наше национално ниво, согледуваме голем број на последици од климатски промени, меѓу кои поплави, суши, екстремни временски промени, тоа што било години наназад не е исто споредбено со оваа година. Би кажал дека еве во моментов годишното време зима не го гледаме и не го доживуваме како тоа што било години наназад. Исто така, тука дипломатијата доаѓа до гледање на сите овие
проблеми од аспект како големи ризици и предизвици, насочувајќи се кон тоа заеднички државите широм светот да придонесат некако сето тоа да се ублажи и намали и каква треба да биде интеракцијата што би се воспоставила помеѓу самите земји. Така да климатската дипломатија е таа што на некој начин ја менува перцепцијата на државите, нормално во позитивна смисла, за гледиштето на овие проблеми. Христијан, ти благодарам за разговорот. Чинам дека вие младите навистина на вас оставивме многу отворени прашања кога станува збор за климатските промени. Зборувам сега од позиција на ние повозрастните, ви оставаме вам на помладите да решавате одредени прашања кои што можеби генерации наназад требало да бидат решени, но ти си на вистинскиот пат и јас ти посакувам успех во се она што сакаш да го прикажеш на таа меѓународна конференција. Дали е тоа симулација или не е важно. Важно ти, како млад амбасадор за климатски промени, ги препознаваш, ја препознаваш твојата улога и тие прашања кои што час поскоро треба да бидат решени кога станува збор за климатските промени. Благодарам. Така, благодарам и на вас за овој разговор. Поздрав, секој добро.